Почитувани, Зоран Заев е прочитан и ја губи поддршката за неговите антидржавни и криминогени политики. Затоа Заев и СДСМ пред избори се обидуваат да купуваат гласови, но не со пари од вицето, туку со пари од граѓаните. Вработуваат партиски послушници и ја преполнуваат администрацијата со несоодветни кадри, а граѓаните плаќаат за оваа масовна операција. Вработувањето на керките и синовите на Фрчковски, Бучковски, Бејта, Џафери, Грчев и десетици други послушници за Заев беше само почеток. Во период на државни празници, власта вдомува над 300 нови партиски војници во администрацијата. Ова е класична корупција и обид за купување на гласови пред предстојните избори. Оваа операција на Заев на годишно ниво ќе ги чини граѓаните преку 2 милиони евра, кои ќе им ги зема на граѓаните преку покачените акцизи и зголемените даноци. За ваков криминал во правна држава се одговара. Тоа што до вчера беше обемна, масовна, спора, неефикасна, неевропска администрација, сега станува јасли за секој еден партиски војник на СДСМ. Па нели ке спроведуваа мала и ефикасна јавна администрација? Каде е најавената функционална анализа за вишокот превработени во администрацијата пред оваа акција за партизација? Ова ли се капиталните проекти на СДСМ? Прелевање на парите од буџетот во партиските џебови преку партизација на администрацијата? Почитувани, распишани се над 300 огласи за вработување во министерства, владени агенции, дирекции и тела, во кои во овие десетина дена се објавени огласи за вработување. Од советници до копиранти, од келнери до шанкери и кафекувари, со плати од 15 до 35.000 денари. Почитувани, ова е само продолжување на трендот на партизација, на она што до вчера беше главна теза на СДСМ, дека администрацијата мора да е мала и професионална. Почитувани, СДСМ го спроведува партискиот проект Мрежа за партизација на општинските и на државните јавни предпријатија, на администрацијата, потоа измислува нови работни места како заменици директори, со цели кабинети за задоволување на поголемите апетити, а сега во очи на председателските избори во празнични денови, повторно ја полни администрацијата. Забелешки на партизацијата од СДСМ има и од Европската комисија, но тоа за нив сега не е важно. Важно им е да се јадат живи луѓе, да се смени и пополни се од министер до хигиеничар. И партиската членска книжка да биде замена за личните документи и да е главна од одење на лекар до вработување. Па вака не се враќаат 600.000 иселени колку што ги пребројуваа. Вака само дополнително се редат нови и нови чевли пред владата. Со ваква груба партизација, власта испраќа порака дека во државата нема место за професионалци, за вредни, за работни, за образувани, туку само за партиски кадри. Зар во ова власта смета дека никој нема да препознае кршење на сите норми, дека се спроведуваат коруптивни, криминогени вработувања во очи на избори, дека се спроведува црна партизација врз грбот на честните? И повторно ќе посочат дека ако нема датум за почеток на преговори со Европската Унија, администрацијата ли ќе биде виновна? Почитувани, овие црнила мора да се опрат. Во државата мора да има ред, да се почитуваат нормите, да се спроведуваат вистински реформи. Затоа црнилата мора да запрат, а ќе сопрат кога ќе им го видиме грбот. Колку побрзо заминат, толку подобро за сите во Република Македонија. Ви благодарам.